Може? На денешната средба господинот Никола Груевски настапи како да ништо не се случило, како да не се случи црниот понеделник и настаните на 24 декември. Дојде со предлог ние да се вратиме во собранието и да го продолжиме демократскиот диалог, онаму каде што застана на 24 декември. Истовремено и да учествуваме на локалните избори. Сакам уште еднаш да потсетам, на 24 декември од страна на парламентарното мнозинство, или уште поточно речено од владата, или најточно речено од самиот господин Никола Груевски, беше наредено, а потоа преку извршителите спроведено, директно кршење на Уставот на Република Македонија, на Законот за собрание на Република Македонија, за деловникот за работа на собранието. Беа со полициска брутална сила одстранети прво претепани, а потоа и одстранети пратениците на опозицијата од собранието. Беа насилно со полициски сили одстранети и новинарите од собранието на Република Македонија. Тоа радикално е менува ситуацијата во земјата. Парламентот го изгуби легитимитетот на демократска институција, на тезата дека пред година и пол дена имало избори и дека оваа структура или коалиција добила мандат да владее 4 години. Да, точно е. Добија мандат да владеат 4 години, меѓутоа не добија мандат да го кршат Уставот, Законот и Деловникот, да ја газат демократијата во Република Македонија. Со тие своји постапки сами си го одзедоа мандатот и го одзедоа легитимитетот на институциите на Република Македонија. Единствено излезно решение од оваа политичка криза се предвремени парламентарни избори кои ќе бидат фер и демократски. Тоа е нашиот став, тој став го соопштивме на денешната средба. Можам да заклучам дека после оваа средба се наоѓаме на истите позиции како и пред нејзиното одржување. Груевски оцени дека ултиматуми сте поставиле. Ви кажам и дека со такво нешто, со таков ултиматум тој не може да ги продолжи разговорите. Апсолутно ви кажувам што соопштив. Тоа не е ништо ново, тоа е нешто што во изминативе 2-3 недели, веднаш после настаните на 24 декември, јавно го соопштивме. Македонија се наоѓа во политичка криза, излез од таа криза се парламентарни избори, граѓаните нека одлучат и нека решат во кој правец државата ќе оди во наредниот период. Што сега господин? Локални избори ако нема предвремени? Ако нема предвремени парламентарни избори, не се враќаме во парламентот и не учествуваме на локални избори. Ленковски вика дека нели од политички избори дека странците притискуваат на тоа дека барем ако има парламентарни избори да има и референдум за решавање на името и еднаш за секогаш Македонија да излезе од политичките кризи како во внатрешна политика и во надворешна. Што се случува во преговорите околу решавањето на спорот со Грција, јас не знам, не сум информиран. Не е информирана и македонската јавност. Можам да заклучувам само врз основа на јавно дадени изјави од Нимиц, од министрите за надворешни работи, од представници на Европската комисија, очигледно дека нешто се случува. Што се однесува до нас, доколку се постигне договор за одржување на предвремени парламентарни избори, кои што треба да се реализира во парламентот, и ние се враќаме и се вратиме во парламентот и учествуваме на локалните избори, нашата позиција околу тоа прашање останува иста. Апсолутно конструктивна. Тоа значи дека секое, да го повторам, ставот, секое решение што ќе биде прифатливо за Никола Груевски, а во исто време не задира во македонскиот национален идентитет, ние карт бланш ќе го поддржиме. Меѓутоа, ако заради ова што се случуваше и заради ваквиот став на актуелната власт, ние продолжиме со бојкотот на парламентот и не учествуваме на локалните избори, тогаш таквата поддршка на невидено не функционира. Тогаш целокупната одговорност за сите прашања, вклучително и за ова прашање, ја презема Никола Груевски и коалиционата влада. Ти се видите денеска, ако ја не се договоривте, кои се чекорите сега на опозиција? Што се однесува до нас, ние за дополнителни разговори стоиме на располагање, од нашите позиции не отстапуваме, во наредниот период продолжуваме со уличните протести. Значи, може едно прашање? Може. Ако услов е предвремени парламентарни избори, тоа што вели, тие избори треба да ги организира постојаната влада или втор дел од такви разговори ќе бидат останете ваши барања? За нас е битно тие избори да бидат фер и демократски. Околу тоа,
Како да се дојде до условите тие избори да бидат фер и демократски, подготвени сме да преговараме. Меѓутоа прво се договориме дека ќе има предвремени парламентарни избори. Благодарам многу.